Благодарам, Суле, почитувани. Денес слушнавме пресконференција на Зоран Заев, во која што по кој знае кој пат ги слушнавме истите тези и истите обвинувања за македонската економија, дека се наоѓа во колапс, дека е пред банкрот државата. Тези кои што веќе 9 години ги слушаме од СДСМ и опозицијата, а во случајов и од Зоран Заев. Овие сценарија дека следува економски крах на државата ги пласираа претходно и останатите лидери на опозицијата и тие зборуваа за апокалипса во која што македонската економија нема да има пари за да ги исплати пензиите и субвенциите, дека буџетот ќе се сруши, дека ќе се дестабилизира економската состојба во земјата, но после сите тие напади, после сите тие обвинувања, македонската економија излегуваше посилна, а на првите наредни избори граѓаните ја даваа довербата за ВМРО ДПМН, а СДСМ ја губеше довербата кај народот и трпеа порази. И денеска гледаме дека и Зоран Заев со истите тези, со истите напади, излезе на пресконференција, овој пат и подзачинети со креирани разговори кои што имаат единствена цел да внесат некаков раздор и истовремено да дадат впечаток дека македонската економија лошо работи, лошо се одвиваат состојбите во македонската економија и дека престои крах на македонската економија, како и да не прикажат нас во едно светло во кое што наводно постои раздор меѓу луѓето од економскиот тим на владата на Република Македонија. При тоа се разбира, разговорите се селективни и ги нема позитивните разговори. Се на пресод е она што е во некоја фаза, во некои временски периоди, според Заев и неговите укажувања, спомнато во некаков контекст, без при тоа да има доблест да се дадат и позитивни разговори или позитивни поенти, без при тоа да се коментира дека некогаш премиерот и министерот за финансии исто така имале можности да разговараат за позитивни работи, за 30-то место на Doing Business извештајот и начинот на кој што тоа е реализирано преку тешки реформи, преку заеднички напори или за зголемувањето на пензиите, радоста што сме имале и заедничките ставови во однос на зголемувањето на субвенциите за земјоделците, реализацијата на инфраструктурни проекти и многу други ставови и позиции и реформи кои што заеднички сме ги креирале. Целокупниот настан е базиран на замена на тези и ставање во контекст на одредени креирани разговори. Би сакал да кажам прво и основно, ништо од она што денес Заев го зборуваше, се однесува на наводно лоша економија, на можност за економски крах и дестабилизација на земјата. Во моментов јасно и директно можам да порачам дека не е дел од реалноста. Македонската економија и во моментов, а и претходните години се наоѓа во добра состојба и на многу подобар начин се справи со предизвиците на светската економска криза. При тоа не сакам да го занемарам фактот дека македонската економија во одредени години и во одредени периоди во тие години беше исправена и пред сериозни предизвици. Имавме и тешки моменти, имавме многу предизвици, имавме моменти кога беше тешко да се скрои буџетот и да се најде простор во него за реализација на бројните проекти на владата, да се задоволат очекувањата на граѓаните и ветувањата што сме ги дале и кон земјоделците и кон пензионерите и кон граѓаните каде што треба да се изградат во нивните средини патишта, да се направат канализации и водоводи или да се зголемат платите и пензиите на војската, полицијата, на пензионерите, на сите оние кои што очекуваат од буџетот одредени позитивни резултати. Од таму можам да кажам дека никакво грчко сценарио, никакво сценарио за банкрот, никакво сценарио за крах на македонската економија нема да се реализира. Напротив, буџетот и македонската економија се во одлична кондиција и, како што слушнавте завчера на мојот прес, таа одлична кондиција на македонската економија и на буџетот овозможи пред време да го вратиме и отплатиме долгот кон ММФ. Но уште еднаш потенцирам, имавме и години кога не беше воопшто лесно, впрочем, сиот овој период од почетокот на светската економска криза од 2009 година бараше надчовечки напори да се најдат добри решенија за сите предизвици. 2009 и 2012 беа посебно тешки години и нормално е во тие години да се бараат решенија и да се бараат начини како да се скрои буџетот, а при тоа да се одредат на најдобар начин приоритетите на владата на Република Македонија. Би истакнал дека граѓаните на крајот треба да се водат од реалноста и од она што го гледаат, да се водат од позитивните резултати и
резултатите и фактите што се презентираат со аргументи. Јас ќе изнесам денеска неколку аргументи со кои што конкретно ќе докажам дека македонската економија нити е пред крах, нити била во ситуација да не може да се снајде со предизвиците и да се најдат најдобрите решенија. Македонската економија и оваа година, изминатата 2014-та, имаше втор најдобар резултат во Европа со раст од околу 4%. Сличен резултат, трет најдобар во Европа, беше остварен во 2013 година и во 2011 и 2010 година. А во годините во кои што имавме пат на економијата и во кои што имаше поголеми предизвици, тоа бе 2009 и 2012, тој пат на економијата беше помал отколку во било која друга земја во југоисточна Европа. Значи, во такви околности, економскиот тим на владата, предводен од премиерот и останатите министри што сме составен дел на тој тим, ги наоѓаше најдобрите решенија. Второ, овие резултати исто така се осликаа и во состојбите во буџетот и одржувањето на нивото на задолженост меѓу најниските во Европа. Денеска, државниот долг на Република Македонија, согласно последната отплата предвремена на обврските кон ММФ, е спуштено под 35% од БДП, значи државниот долг е под 35% од БДП, што е меѓу четирите најниски во Европа и тоа покажува на каков начин сме се справиле со тој предизвик, кога во соседството, во многу земји од Европа, јавниот државниот долг достигнуваат над 100%. Трета тема се секако странските инвестиции и извозот што произлегуваат тие странски инвестиции. Република Македонија како резултат на реформите спроведени од оваа влада, од економскиот тим на владата, значи, со континуираните реформи, со подобрувањето на бизнис климата, успеа да привлече голем број на компании, преку 30 компании кои што работат во слободните економски зони и индустриските зони. Преку 13.000 работни места се креирани и дополнително очекуваме околу 13.000 нови работни места да бидат креирани во 20 до 25 нови компании кои што веќе се ја донеле одлуката да инвестираат во Република Македонија. И конечно четврто и најзначајно, сите овие економски резултати не би биле толку значајни доколку нема одраз врз стандардот на луѓето и врз невработеноста. И во тој дел, во овие тешки години, во години во кои што македонската економија ја делеше, да речам, судбината на останатите економии во светот и во кои што европската и светската криза силно ја погодија македонската економија и целиот Балкан, ние сепак успеавме да ја намалиме невработеноста од нивото што ни го остави СДСМ во 2006 година, 37%, на 27,9%, значи цели 10% поени или за една третина е пониско нивото и стапката на невработеност и креирани се преку 125.000 работни места. Значи за секоја од овие бројки стојат судбини на луѓе. 125.000 луѓе и 125.000 семејства, доколку се тие луѓе оженети и омажени, успеале да го подобрат сопствениот живот со тоа што се нашла работа за нив. Тоа се резултатите на оваа влада и на економскиот тим на владата, за кои што сме имале заеднички ставови, заеднички мислења, за кои што секогаш, независно од начинот на разговори, од приоритетите, сме наоѓале доволно средства во буџетот. Конечно би сакал да се осврнам и на тоа дека на крајот на криштата треба да се знае дека паралелно со реализацијата на овие економски политики, ние наоѓавме пари за многу други проекти. Такви проекти имаме во културата, во спортот, во образованието, во здравството, се купуваше опрема, се градеа водоводи и канализации, се градеа локални и регионални патишта, се изградеа започнаа да се градат, три автопати и се реализираат бројни други проекти кои што се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Посебно значено за животниот стандард на граѓаните и тоа што пензиите во континуитет се зголемуваа, за 62% е зголемена просечната пензија, а за 76% најниската пензија во Република Македонија во изминатите неколку години и такво дополнително зголемување за пензионерите, како што знаете, ќе имаме и оваа година во септември со исплатата на октомвриската пензија. Слично се зголемуваше и социјалната помош за најранливите категории на граѓани, за околу 50% е повисока отколку пред 7-8 години и такво зголемување е предвидено и во јуни оваа година за примателите на социјална помош. Конечно, над 600 милиони евра во изминатиот период беа издвоени за земјоделците, за субвенции и тоа беше направено во тешки години, во години во кои што
Имаше бројни предизвици, во другите земји се намалуваа пензии, се намалуваа плати, се намалуваше социјалната помош, се откажуваа инфраструктурни проекти. Кај нас со работата и ангажманот на премиерот, на министерот за финансии, на колегата Пешевски, на останатите колеги од Министерствата за економија, транспорт и врски и другите, успеавме да најдеме одговори на сите предизвици и да дојдеме до добри економски резултати. Или да се изразам малку и во спортски жаргон. Понекогаш, кога на времето Андон Дончевски го тренираше Вардар, имаше различни мислења за тоа каква треба да биде тактиката и тоа имаше различни играчи во екипата. Рингов или некој други што игра во нападот инсистираше на по-офанзивна формација. Одбраната Панчев, Најдовски се извинувам, сакаа повеќе одбранбени тактики, одбранбени играчи. Канатларовски и Саевски инсистира на средниот ред. Но што беше значајно? Значајно беше на крајот да се направи формација и тактика и да се дојде до резултат. Резултат со кој што ќе се победат Партизан, Звезда, Хајдук или Динамо и да се слави на градскиот стадион како што јас и многу други македонци славевме кога Вардар ќе победеше. Тоа е и нашата позиција. Владата има различни мислења, луѓето во владата имаат различни мислења. Премиерот и министерот за финансии имаат различни мислења. Министерот за финансии, министерот за економија или министерот за транспорт и врски или министерот за здравство имаат некогаш различни мислења. Ние сите тие мислења ги ставаме на маса, ги дебатираме работите, ги разменуваме аргументите, се сослушуваме, секој има своја позиција, секој ги изнесува своите аргументи. Некогаш таа дебата може да биде пожолчна, некогаш е помирна, некогаш трае со денови, некогаш трае со часови, но на крајот единствено и заедничко на се е дека врз база на аргументи се бира најдоброто решение што е за граѓаните на Република Македонија и она што е во склад со програмата на владата на Република Македонија. На таков начин секогаш ги решававме работите во интерес на граѓаните и ги утврдувавме приоритетите на владата. Горд сум што низ најтешките времиња со таков пристап во кој што се поттикнува дебатата и во кој што никогаш не било забрането да се дебатира со различни ставови, односно да се имаат различни ставови, почнувајќи од премиерот до сите нас кои што учествуваме во тие дебати, се изфилтрирале и се носеле најдобрите решенија. Убеден сум дека тоа е единствениот здрав пристап да се носат решенија и да се води една економска политика. Не би било добро кога сите исто би размислувале и не би било добро кога секогаш сите исто би зборувале. Добро е да се разменат мислења, да се има различни ставови. Ако се има различни, некогаш имаме исти ставови. Некогаш дебатираме, како што реков, за тоа како повеќе да се направи од тоа што ни е ставено во програмата, ако имаме можност тоа да го направиме, се со цел на крајот сепак сите да излеземе со најдоброто решение и тоа решение е тоа што владата го брани и кое што го презентира во јавноста и секогаш, барем во изминатиот период, успеавме да се справиме со бројните предизвици и да дојдеме до решенија што им се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Благодарам. Буџетот секоја година кога се составува, атмосферата е слична. Значи не е лесно да се состави буџетот. Има доста разлики во појдомните позиции. Разлика меѓу премиерот и министерот за финансии, разлика меѓу министерот за финансии, министерот за здравство, министерот за образование, министерот за внатрешни работи. Вообичаено секој од нив сака повеќе и генерално, но и за сопствениот ресор. Задачата на министерот за финансии е исто така пак преку аргументи да покаже и докаже колку се можностите на буџетот, односно што можеме и кои се главните приоритети со цел, бидејќи јас имам увид и врз сите министерства и врз програмата на владата, да укажам што од тоа треба и може да се реализира во тој период, а што би останало за следната година или за следниот период и низ такви дебати и разговори кои што велам некогаш се пожестоки, некогаш се со повеќе време потребно за да се дојде до решението, успеваме на крајот да преку еден компромис дојдеме до некое решение за тоа како треба да изгледа буџетот на Република Македонија. И така е тоа во сите земји. Министерот за финансии во сите земји, да речам, има задача да ги усогласи ставовите на различните министерства и на премиерот на владата со можностите и потребите на буџетот и на она што представува реална ситуација и во таа насока течат и нашите разговори. Сепак, на крајот, како што кажав, буџетите во Република Македонија водеа кон добри резултати за граѓаните и тоа е најважното. Министре, круцијално прашање во овој момент е дали тоа што го слушнавме денеска на снимките е веродостојно, односно дали вие имате водено тие разговори
со министерката за внатрешни работи, посебно бидејќи во некои од деловите од разговорите посочувате и на некои незаконски действија што барале да бидат преземени од ваша страна. Да го спомнемам тендерот за изградба на двата автопати, павца во Битола, едноставно дали е веродостојно сето муабетот што сте го правиле по телефон или не е веродостојно, за да немаме шпекулации после од изложеното. Вака, Горан, значи, заради карактерот и природата на снимките кои што се стекнати, креирани и со кои што се располага на начин кој што е незаконски, во оваа фаза јас не можам да коментирам за нешто што ќе биде предмет, верувам, на правна разрешница и на работа на институциите во системот. Кога тие ќе ја завршат својата постапка, ќе се дојде до одговор за сите факти и за аспектот што вие го прашувате. Но можам и сакам и го правам тоа денеска да коментирам на поентите што беа изнесени на пресконференцијата на господинот Заев. И во тој дел јас можам и да искоментирам за работите што вие ги спомнавте околу наводните ситуации за тендер, односно за кредитот што беше веројатно на тоа мислите кажано. Да, и јас можам да се сетам како тие ситуации се разрешија и да го искоментирам она што Заев го коментираше денеска. Тоа можам да го направам и ќе го направам. Имаше различни правни мислења за тоа како треба да се пристапи кон реализацијата на проектот за изградба на автопатите, кој што се финансира од кинеската Ексим банка, од причина што прв пат во Република Македонија се земаа средства од кинеската Ексим банка и се работеше за износ на средства и позначителен со кој што се финансираат значајни автопати во Република Македонија и се консултираат сите правни експерти кои што постојат и во Генералниот секретаријат на владата и во Секретаријатот за законодавство и Министерството за финансии. Како резултат на нивните укажувања и нивните позиции се прифати мислењето дека најдобар начин за да се реализира тој проект е да се донесе посебен закон кој што го носи Собранието на Република Македонија, значи во една најтранспарентна можна постапка со учество на народните избраници, кој што ги дискутира и во кој што во текстот на законот беа сите аспекти на проектот, значи од тоа како ќе се реализира со работници, каква комбинација на македонски работници со учество на кинески, колку средства ќе бидат на располагање, со која динамика ќе се трошат, како ќе се градат патиштата и сето тоа се презентираше во Собранието и Собранието дебатираше и го изгласа законот и така преку една транспарентна постапка тоа се заврши. Исто така и во однос на другото прашање околу што беше наведено од господинот Заев околу Битола, би сакал да кажам, јас проверив за таа постапка, имаше различни информации, врз база на тие информации беше спратена финансиска инспекција, како што и редовно правиме за сите институции или општини кога има такви информации. Таа финансиска инспекција констатираше одредени пропусти кои што се повеќе од системска природа, значи не се од друга природа, и за сите тие пропусти беа направени наоди, така работи финансиската инспекција, му дава 5, 6, 7 наоди и препораки на секој буџетски корисник и на локалната власт како да постапат по тие наоди. И општината си постапуваше во следниот период и постапи по тие наоди. Тоа е она што можам да ви го искоментирам. Благодарам. Македонските граѓани треба да веруваат не на она што ќе се ветува за воиднина само, туку на она што го гледаат од минатото. Македонските граѓани 8-9 години слушаат за крах на македонската економија, за тоа дека ќе нема пари за пензии, за плати, ќе нема пари за инфраструктура и ние секоја година сме сведоци дека пензиите се исплаќаат првата недела во месецот, така никогаш не било претходно, дека има зголемување на пензиите. Дека платите и социјалната помош се исплаќаат најредовно и дека има зголемување на платите и социјалната помош, дека субвенциите за земјоделството се исплаќаат најредовно и секоја година има по износ кој што никогаш претходно го немало, од 150 милиони евра, дека се градат во исто време најголем број на инфраструктурни проекти колку што вкупно за 20 години не се изградиле во Република Македонија, од автопатишта до регионални патишта, и граѓаните може да бидат спокојни. Ние сме покажале што можеме и како можеме за нив да направиме и како ја водиме економијата и така ќе биде и во иднина.
Програмата за работа на владата вклучува проекти во сите сектори. Она што јас го поддржувам е да во сите сектори се направи максимумот да се стават максимум што е можно средства. При тоа, како што кажав, тој процес не е еднонасочен. Значи министерот, премиерот, сите кажуваат што сметаат во однос на тоа како треба да изгледа таа програма. Ја презентираме програмата пред граѓаните и од таа програма понатака влечеме позиции за буџетот за реализација на тие проекти. Значи сепак природно чувство и природно, да речам, состојба во сите земји е ресорните министри и премиерот да сакаат секогаш повеќе пари за сите проекти. Премиерот сакаше, например, повеќе пари да ставиме и побрзо да се реализира изголемувањето на пензиите. Но моја задача како министер за финансии и покрај тоа што и јас истото го сакам, е да кажам колку можеме годишно да ги изголемиме пензиите. И ние заеднички дојдовме до констатација што е реално можно, им кажавме на граѓаните што е реално можно, тие ја поддржаат таа програма за изголемување на пензии и ние го реализираме. Тоа е начинот како работиме. Па секако не е добро, односно има веројатно и дел од стратегијата на опозицијата и на Заев да овој добар тренд на македонската економија биде нарушен, бидејќи македонската опозиција долги години уште пред Заев работи по тој принцип: колку полошо на луѓето и на економијата, толку подобро за нив. Тоа е еден лош пристап, политички да речам, и кој што на крајот граѓаните го казнуваат на избори, меѓутоа тоа е нивниот пристап и не е променет. Сепак граѓаните треба да се сигурни дека со сите мерки што ние ги правиме, со сите политики, посебно со односот кон бизнисмените, кои што никогаш не ги потценуваме како што тоа го направи Заев и СДСМ, ние имаме партнерски однос со нив, разговараме со нив, и тогаш кога имаат проблеми, и тогаш кога имаме добро или лошо нешто со нив да поделиме, го поделуваме, наоѓаме заеднички решенија и затоа сигурен сум дека може да сметаат на сигурност, на стабилност и да продолжат со инвестициите и со отварање на работни места. Па го одговорив тоа прашање претходно. Значи, и тој проект е составен дел на програмата на владата на Република Македонија и инвестициите во културата се составен дел на вкупната програма на една влада и потребни се инвестиции во секој сегмент, вклучително и во културата. Прашање на приоритети и на динамика, со која динамика тоа може да се реализира. Јас и премиерот сме го разговарале тоа и с министерот за култура во многу наврати. Многу работи во тој дел, значи, биле направени на начин кој што е реален и различен од она што била првобитната идеја или првобитните амбиции. Значи, тоа е процес во кој што амбициите и желбите и можностите се пресретнуваат и наоѓаме оптимални решенија што е можно. Мојата задача била таа да проверам со добри анализи колку пари ќе можеме да обезбедиме со буџетот и да укажам на тоа дека проблеми има во многу сектори и потребно е на тој начин да дојдеме до реалната позиција колку пари ќе издвоиме за одреден проект. Така и постапивме и на крајот вие гледате, сите години ние издвојуваме одредени средства за културата, вклучително и за проектот Скопје 2014, но ни една година тоа не биле запоставени останатите сектори. Издвоивме пари за опремата за здравството, издвоивме пари за лаборатории во образованието и за отварање на дисперзирани студии, издвоивме пари за изградба на патишта, издвоивме пари за субвенции, за плати, пензии и така натака, да не повторувам. Значи, имало повеќе за сите сектори во однос на она што имало во времето на СДСМ. Да, едното и другото практично. Тоа што се презентираат само селективни снимки, во кои што и ние сме имале многу снимки, многу работи со премиерот кај што сме се сложиле или кај што сме имале заедничко мислење или кај што сме имале идентичен став за одредена реформа што ќе води кон добро за граѓаните на Република Македонија. И сме ја разговарале на таков начин. И никогаш таква снимка не се прикажува во јавноста. Значи, јас можам да кажам дека во оваа фаза, значи, според мене се издвојуваат одредени работи кои што веројатно според она што сака опозицијата да го постигне се со селективна природа и одат во таа насока. Дали сакаат да не прикажат како луѓе вакви или такви, или сакаат да направат раздор, или сакаат да создадат немир во општеството, тоа е веќе нивна работа со која што граѓаните веројатно ќе знаат да го кажат последниот збор. Чисто економски едно мало прашање. Дали во некој момент 2012-2013 стварно сте имале намера за 5% или да се намалат платите или за да се одредена бројка на лица да се отпуштат од работа? Дали било... Наискрено не. Затоа што, ви кажувам наискрено не, затоа што
Прво, тоа не било дел од програмата на владата на Република Македонија и од нашата програма на ВМРО-ДПМН и ние никогаш не правиме на негативна страна работи што не се дел од програмата. Може да ги направиме на позитивна страна, ако имаме нешто плюс можност да направиме, но на негативна страна должни сме прво да излеземе пред граѓаните, да им кажеме зашто одредена работа ќе направиме. Ако е негативна, тие да дадат амин што се вели, да ја поддржат таа програма и после тоа смееме тоа да го направиме. Во 2012 и 2009 ние се откажавме од многу други работи, се откажавме од вработување на луѓе во администрацијата и кога одеа во пензија не вработувавме нови луѓе, ги замрзнавме платите еден краток период, ги скративме непродуктивните расходи. Тоа беа нашите мерки како одговор за да не дојде до намалување на пензиите или за да не се отпуштаат луѓе од работа. Што мислите, кому најмногу би му одговарало членовите на владата да бидат присуствувани? Веројатно времето ќе покаже низ целата правна постапка кој го правил тоа. Со сигурност ќе се утврди кој го правил. Има постапка, има случајот мора да има правна разрешница и кому тоа најмногу му користело. Она што можем да кажеме дека кому најмалку му користи, тоа е на граѓаните на Република Македонија и на Република Македонија на која што и се прави голема штета со ова. Повелете, да. Дали знаете дека во периодот крај на 2010 крај на 2014, односно последните 4 години, дека барем се последните статистички податоци од Државниот завод за статистика, просечната плата во државата е зголемена за само 260 дена. Просечната плата во Република Македонија во изминативе 8-9 години е зголемена за 50%. Значи, просечната плата, ако ги земеме сите 8 години. Во изминатите неколку години во цела Европа просечната плата се намалуваше. Така да, зголемувањето на просечната плата во Македонија, иако не е големо, но сепак е позитивно, бидејќи се зголемува платата во услови кога во другите земји во Европа се намалува, а да не спомнувам колку луѓе останаа без работа во Европа, за разлика од тоа кај нас вработеноста се зголемуваше и се отвара работни места. Секако ние имаме амбиции за повеќе и верувам дека во следниот период ќе настојуваме да направиме и повеќе, но максимумот го извлековме. Почитувани колеги, да благодарам други прашања. Благодарам на присуството. Ви благодарам на сите.